Почитуван председател, почитувани медиуми, едно големо браво за студентите на Република Македонија. Македонија може да се гордее со своите студенти, затоа што студентите се иднината на Република Македонија. Големината на студентите ја демонстрираа самите студенти. Не дозволија да се потценат, не дозволија да се потцени интелектот на студентите, не дозволија студентите да бидат манипулирани и да бидат ставени во игра на политиката и политиканството. Само со еден потек студентите ја здрмаат до корен владата на Република Македонија. Владата сега ќе направи се да ретерира и да се замагли ова што се случи. Да почнем од почеток. Група пратеници од Социјалдемократскиот сојуз предложи закон со кој се скратува студентскиот оброк на 25.000 студенти. Крајно рестриктивен и крајно неодговорен во ситуација кога имаме економска криза во државата. Затоа беше таа културна, мирна реакција на студентите, кои го кренаа својот глас во време кога знаат дека државата се соочува со криза, меѓутоа и добро знаат како живеат. Дојде на дневен ред овој закон. Ова е само купување на време, затоа што студентите во тие преговори со владата договорија да решат за 2 дена да се најде решение за овој проблем. Решение се уште не е најдено, туку Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го подметнува повторно овој кукавички закон, каде што студентите ќе добиваат само 120 денара на ден и ќе важи само до месец март. При тоа внимавајте, многу јасно, децидно, во законот стои дека овој закон нема финансиски импликации. Значи, со претходниот закон, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија јасно признава дека сакал да земе од студентите. Пари кои биле резервирани за студентите се земаат и сакал некој да ги трансферира на други конта, односно знаеме каде завршуваат парите во Република Македонија, да бидат предмет на мито и корупција. Затоа се спротивставивме и на ова решение и предложивме амандман, додека да се изнајде решение трајно за студентскиот стандард, дневниот оброк да изнесува 160 денара, значи зголемување од 40 денара, која представува реален показател на инфлацијата. Значи студентите нема да добијат ништо повеќе, туку само ќе се анулира ефектот на инфлацијата. И студентите да имаат колку толку пристоен оброк, иако знаеме дека за тие пари многу малку може да се купи. Но ова беше дрско одбиено на Комисијата за финансирање и буџет, затоа што некој спроведува партиска политика и некој овде во собранието служи само за бришење на валканиците од владата на Република Македонија. За волја на вистината, тие 40 денара што ги предлагаме, представуваат ни помалку ни повеќе 200.000 евра годишно. Значи владата нема сила, односно оваа собрање нема сила да одвои плюс 200.000 евра годишно за студентите да добијат по-реална сума на средства за дневниот оброк. Настрана студентскиот стандард кој воопшто не е чепнат и ќе мора да биде предмет на разговори и преговори. Мада тука нема ништо што да се преговара. Студентите живеат очајно, во лоши услови, во лоши мензи се хранат, готово да немаат никакви права. Пари мора да има во државата за студентите, затоа што Стејт департментот на Соединетите Американски држави и Европската унија во сите извештаи нотарно
потенцираат. Во државата има преголема корупција, криминал и не се знае каде завршуваат државните пари. Сивата економија според ММФ е 35%. Само неспособна влада може во такви околности да каже дека нема пари за студентите и не може да издвои скромни 200.000 евра годишно за да се задоволат некои минимални потреби на студентите во криза. Зарем студентите заслужуваат ваков третман во државата? Ова мора да престане. Подршка на студентите мора да стигне од синдикатот во образованието, од професорите, од универзитетите, од МАНУ. Затоа што и нината на оваа држава се студентите. Рековте дека разговаравте со студентите, никаде не можеме да видиме што е договорено, што е преговарано и зошто го немаме конкретниот договор помеѓу студентите и владата на Република Македонија. Тоа што треба да го направите во овој момент, да се повлече законот, за 24 сата да ги свикате студентите, да договорите ново решение кое ќе биде на ниво на моментот да се изнајде какво такво решение студентите пристојно да можат да ја проминат оваа криза. Се друго е изговор и купување време. Можам да ве убедам дека нема да застанеме овде, дека до крај ќе се бориме за правата на студентите. На крај повторно, голем поклон пред студентите, затоа што докажаа повторно дека знаат што е држава, знаат што е студентски стандард. Знаат да се борат скромно, мирно, достоинствено за своите права. Затоа што студентите се иднината на оваа држава. Благодарам.